civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Има најави дека Министерството за правда ќе оформи една работна група, како што најави председателот на изборната комисија Дирковски, во која што ќе членуваат 12-тина, ако не се лажам, членови, 8 представникот од Министерството за правда. И при тоа 6 од членовите се политички партии. Работната група се обидува да се формира веќе 1 месец наназад. Проблемот е што дел од политичките партии се уште немаат доставено номинации на нивните членови во работната група, но се надеваме дека до средината на декември најпослед ќе достава сите номинации и дека ќе се оформи таа работна група, која што е прилично хетерогена, да кажам, бидејќи има представник нормално од Државната изборна комисија, има од ОПСЕ, има од ИФЕС, МОСТ е тука, секретарот за европски прашања, Националниот институт за демократија е тука, ОПСЕ и ви реков 6 политички партии, кои што значи дел немаат се уште доставено нивни членови. И Европска комисија искажа интерес и побара да биде член или парем да биде како наблюдувач од страна на работата на оваа комисија. Јас веќе со поголем дел мислам од луѓе што се присутни на денешната средба се познаваме, бидејќи ми припадна задоволството 2 години наназад да се бавам и со овој процес, иако значи тоа не е мојата примерна работна задача. Председателот Дирковски најави дека ќе се работи целосно нов законник, избор. Првото моје прашање, кога ми рекоа дека ќе треба најверојатно да ја водам таа работна група, беше кој е мандатот на таа работна група. И за жал, мене ми рекоа дека нема да се работи нов изборен законник, туку дека ќе се работи повторно на измени. Знам дека тоа за сите нас е, мислам почнувајќи од мене напред, бидејќи јас тоа го ветував 2 години наназад, изминати. Значи, мандатот е да се имплементираат сите препораки на ОПСЕ и ОДИР, што беа во последниот извештај, што се однесува на предвремените парламентарни избори, и да се размислува за промена на изборниот модел. Повеќето од вас значи знаат дека Министерството за правда изминативе, јас сум значи 2 години, 2,5 години, ако не се лажам, инволвирана во целиот овој процес. Сме инволвирани во процесот на подготовка на законското решение, значи како работни групи, правевме тркалезни маси, широки дискусии, поделени на 6 сегменти и мислам многу се работеше за на крај повторно политичките партии седнат се договорат и измените кои што беа усвоени изминатиот период се измени што ги работеа директно тие. Значи, ние во позадина работевме, но она што ние ќе го пуштиме едноставно не проаѓаше така, туку тоа беше предмет на преговори. Така да и оваа година министерот Бојан Маричич се обврза да направиме измени на изборниот законник. Јас би сакала, како што вика и председателот на изборната комисија, да се направи најпоследен чист изборен законник, но знаете, тоа е многу долг процес на преговарање пред помеѓу политичките партии. Јас навистина не знам што би можело да се случи. Имаме рамка воспоставена за ова, мислам дека до јуни 2021 година овој закон треба веќе да биде поминат и на собрание, што предпоставува дека ние како работна група некаде не подосна од мај месец би требало да испоставиме предлог закон во владата на Република Северна Македонија, за кој што се надевам дека ќе влезе во собраниската процедура. Значи, ви велам, се уште не е оформена работната група, се очекува да биде во декември, но да бидеме реални, со фактичка работа, значи јас не верувам дека ќе се може да се почне пред средината на јануари, бидејќи знаете, сепак доаѓаат празници, имаме други обврски, ние како правда, јас моментално работам на 3 законски решенија, така да тие се приоритетни закони што мора да поминат до крај на година, така да таму е сега акцентот што се удира.
Но можно е, ако се оформи работната група, чисто да се одржи еден работен состанок првичен, за да се запознаат членовите, па ќе видиме понатаму што ќе се случи. Повелете прашање, тука сум. Рековте дека во таа работна група која што се планира да се започне или првичниот работен состанок, се поканети 12 учесници од кои што представници од 6 представници на политичките партии и се разбира тука се повикани, ако добро ве разбрав, освен ОПСЕ, ОДИХР, од ИФЕС, МОСТ и Европската комисија, меѓутоа прашањето ми е дали ќе го има оној проширен состав да бидат инволвирани сите можни чинители од граѓанскиот сектор и на владините организации кои што имаат долгогодишен изборен мониторинг. Дали се размислува за нешто такво? Јас не би можела да ви кажам ништо повеќе од она што јас го гледам значи, на нашите страни. Значи, тама е утврден составот на работната група, тоа е работа на министерот, го утврдила, јас не би можела да ви кажам, значи евентуално ако имате интерес, кој има интерес, нека да остави, не знам, некаков писмен материјал до правда, до министерството, па се надевам дека ќе се најде дека ќе има слух министерството за тоа. Бидејќи јас ви велам, знам многу добро, ние 2018, ако не се лажам, работевме во клубот на пратеници, на вистина со еден широк круг на невладени организации, различни институции, беа на вистина многу интересни и плодни тие дискусии, така да ви велам, не знам. Во овој момент ја не би можела да ви одговорам, бидејќи ја немам таа информација. Јас себе, како што кажа Билјана, ќе пренесам вашите пораки до Министерот за правда и се надевам дека ќе имаме повратен одговор во многу скоро време, така да работната група кога ќе се формира, бидејќи ви реков, значи таа се уште не е формирана, ништо не е формализирано, така да има, се надевам, простор за измени. Како и да е, ќе се дружиме и сигурно ќе се гледаме во наредниот период. Јас морам да ве напуштам, бидејќи имам сега друга работна група за друг закон, кој што нема врска со изборно законодавство. Ви благодарам на сите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.